Не за кршење на колективни договори и закони, да за почитување на гласот на работниците, да за пристоен живот. Конфедерацијата на слободни синдикати го крена алармот и на улица, пред собрание, се обиде да го премисли мнозинството во парламентот да го донесе законот за административни службеници, кој предизборно се турка со европско знаменце. Доколку се изгласа законот, работникот ќе биде оштетен за 50 евра, оти нема да добие усогласување со минималецот во март, а исто така, во платата нема да биде пресметан минат труд. Од КСС реагираат, оти со ова се поттикнува непотизмот, а не функционална администрација. Во март нема да добијат ништо, никакво согласување, значи ќе си останат на истите плати. Работените во јавниот сектор, пола и половина, ќе продолжат да си земаат минимална плата. Така да овој закон е многу битен за вработените во јавниот сектор, затоа што не можеме да имаме јавни службеници или државни службеници кои што земаат минимална плата, а да бараме професионалност од администрацијата. Во законот нема ништо европски и не е јасно зошто се турка на сила. Опозицијата бара повлекување и широка дебата. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН дојде на протестот да ги слушне барањата и уште еднаш алармираше за штетноста на ваквите предлози. Тие за законите имаат поднесено над 40 амандмани, од кои 21 се за законот за административни службеници, дури 15 биле за технички грешки. Со ова темпо на реформи кои што ги правиме во јавната администрација и со оценките на Европската унија, 306 години ќе ни требаат да го стигнеме нивото на Европската унија, ако Европска унија застане со реформите во јавната администрација. Нашата поента е дека реформите мора да бидат инклузивни, но мора да се прават постојано. За овој закон, наши тимови, односно луѓе од нашата партија, биле консултирани за претходните верзии на законот. Последнава верзија не е комуницирана со нив и истата не ги вклучува барањата на политичката партија ВМРО-ДПМН на коалицијата, но уште повеќе не ги вклучува барањата на експертите, на невладините организации и на синдикатите. Власта пак во удобните фотели во комисиската расправа како да не ги слуша свирешите од улица. Министерот Алију како предлагач на законот вчера ги отфрли обвинувањата, оти владата сама без дискусија се одлучила за пакетот закони. Дискусијата во собрание продолжува и без разлика на бројните амандмани. Алију претходно дури и се закана со оставка, ако СДСМ и ДУИ не ги процесуираат овие закони во парламентот, па сега на брзина се поминуваат и пакетот најверојатно ќе стигне на пленарна седница едната недела.